Марко, добро вечер. Кажи ми како си поминуваш вечерва на оваа прекрасна забава тука на Убавина и здравје? Добро вечер, преубаво, убави луѓе, убава енергија, убаво го испраќаме летото, убав поглед на Скопје, мислам, нема како да не си поминеме убаво ние денеска. Стварно е од секој аспект преубаво, честитки на Убавина и здравје за организирање на евентов и топ, стварно, супер. Марко, кажи ми, пошто оваа забава е нели тематика дека го испраќаме летото, па кажи ми пошто ќе го паметиш ти ова лето? Ова лето, по добрите товажи пред се, многу добри слики извадив ова лето. Немав многу дружба лето, очекував да имам поише, мислам да искачам поише, ама како и да е, убави ствари се дешаваат, сега да не навлагам у детали, убаво е како и да е, секој лето си има своја убавина, колку и да сакам највише есен јас, лично, пак ми има, јас сум сепак и летно дете, лав сум у хороскоп. Супер, убаво е. Дали може би знаеш точен број на тетоважи кои што ги изработи ова лето? Не, ја не знам у еден месец колку сум изработил точно, ама ако направиме математика, не знам, по една на ден или две у просек, не знам, 150-200 сигурно, зависи, врска немам. Марко, кажи ми, видовме денеска една интересна ситуација на твојот Инстаграм профил, затоа и направивме вест. Очекував, знаев тара дека ќе направи нешто такво. Не знам ова кога ќе се пушта у етер, така да ова не е денеска, ова е пред некој ден. Имам образложение, значи тоа е се сарказам, ама стварно беше така, ону саат, два, така се тетовираше човекот, бидејќи на тоа место на ногата се обтегнува кожата и нема друга опција, освен он да се навали така, за да се обтегне кожата, или да си ја стави ногата преку глава, разбираш? Па тогаш јас да го тетовирам, ама ја ќе треба тогаш обратно да го тетовирам со сликата обратно, така да најпаметна опција беше он да застане у таа позиција. Мислам, тоа нема ништо, не е како што изгледаш, како што пишав. Така, кажи ми, кој е најчудното место на кое што си направил тетоваж? Цела фаца, вклучувајќи го и капакот на окото, веѓата ја бричев за да се истетовира, имаше громови на цела фаца, тоа беше устранство кога бев, мислам, у Белгија, на целиот нос, устата и вратот. Значи, буквално и горе на челото. Буквално имаше гром по цела фаца. За жал не го сликнав тоа, зашто ми беше незгодно и да му ја фотнам тетоважата, да го прашам, зашто сепак е идентитетот му го покажувам, иначе ќе ставевте сега у монтаж. Колку е тешко да се направи таква тетоважа, или некои тетоважи кои што се, имаш трема пред да почнеш да ги правиш? Не, виче не ми представува ништо тешко. Трема имав само сега пред некој ден кога го тетовирав Тоше, портрет од него. Зашто стварно ми беше тоа, сакав да биде баш погоден, иначе трема немаме, ова не е секојдневие, као ти имаш трема, сега со мене немаш, вајда. Нема трема, не постои тоа. Марко, имаме неколку блиц прашања кои што ги поставуваме на нашите соговорници вечерва, кои што се доста интересни, па би сакала и ти да ми одговориш. Кажи ми, што е полошо според тебе, да снемаш дома тоалетна хартија или Wi-Fi? Или Wi-Fi? Па ја мислам тоалетна, зашто имаш 3G вајда на телефонот, сите имаат 3G, тоалетна, дефинитивно. Кажи ми, може ли ми откриеш колку пари имаш моментално во твојот джеп? Моментално не знам што е паметно да кажам, дали вистината. Ајде, да, секогаш околу 500 евра имам, да. Дали би ги потрошил сите вечеров? Не, у никој случај, не трошам многу, јас сум, мислам, живеам скромно. Нема теорија, нема како јас да ги потрошам. Има како, ама не сум јас таков човек, не сум јас тоа. За секој случај да се најдат. Ти благодарам многу, ти посакувам прекрасна вечер. Фала на поканата и на интервјуто, убава вечер и на вас. Чао.